Битолски широксокак денеска осамна во црвено-жолта боја. Македонски знамења во знак на поддршка на иницијативата за заедничка Македонија денеска развиорени во Битола. Од граѓанската иницијатива ги повикаа граѓаните во поддршка на боите на Македонија да истакнат македонско знаме на нивните прозори и балкони или пак било што друго кое ќе ја означи црвено-жолтата линија со која исцртуваат да за унитарна граѓанска заедничка Македонија. Нека знаат вашите комшии, нека знаат сите дека вие сте за земја на почит, толеранција, разум и напредок, а не за политички инструирани бесмислени поделби, уцени и дискриминација, порачаа од за заедничка Македонија. Битолчани, како и во изминатите денови, ја поддржаа оваа иницијатива. На 3 протестни маршеви низ широксокак и со музички хепенинг беа пренесени пораките за унитарна Македонија, не за воведување двојазичност на целата територија на Македонија, промена на химната, знамето и државниот грб. Порачаа да престане тргувањето со земјата, јазикот и кирилското писмо и со идните поколенија на кои треба да остане оваа земја. Граѓаните ја поздравија одлуката на претседателот Иванов да не додели мандат за разнебитување на државата и во неколку наврати ги повторија барањата кои се насочени кон сите политички партии во земјата, да изготват платформа за заедничка Македонија и да ги отфрлат платформите кои се пишувани во други држави, да не се усвојува владина програма која не била изгласана од граѓаните на избори, да не се гласа во собранието за, како што рекоа, закон за двојазична Македонија. Во текот на вчерашниот ден и денеска, освен во Битола, низ повеќе градови беа истакнати македонските знамиња.